أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Денеска продолжиме со 3 аети од возвишеното сура, суратул Бекара. Откако почетните 4-5 аети ги спомнахме дека бее во опис на верниците. После тоа спомнахме 2 аети во кои Аллах Джелешануху накратко ги опиша на неверниците, а сега ќе земаме следните неколку аети кои зборуваат за описот на мунафиците, кои на површина го покажуваат иманот и верувањето, а во срцето кријат куфр. Бидејќи нивната состојба е многу потешка и многу му се мешат на луѓево, не знаат да препознаат, тешко е да разликуваат, затоа Аллах субханаху ва таала се задржа во нивното опишување, набројувајќи неколку својства на мунафиците. Исто како што Аллах Джелешану го објави сурату Таубе, суратул Бараа, во која исто така ги објаснува својствата на мунафиците. И имат посебно сура која се викат суратул Мунафикун, која исто така зборви за нивните својства. Истото и во сурату Нур и во многу други курански ајети во кои Аллах субханаху ва таала ни ги објаснува некои нивни својства со цел да ги избегнуваме овие нивни својства, да се оддалечиме од ними и да внимаваме да не се окитиме со такви својства. Па возвишениот Аллах Азза ва Џел во 8-миот ајет од суратул Бекара вели: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Од луѓето има и такви групации и такви луѓе кои велат: веруваме во Аллах и во судниот кијаметскиот ден, а во стварност не се верници. Ова е основното својство на мунафиците. Велат дека верват во Аллах Азза ва Џел во судниот ден, а во основа крие неверство и куфр. Да се вратиме на основава на лицемерство, браќа. Нифак или лицемерство, тоа е покажување или изнесување на добро, а криење на зло. И имаме 2 видови на лицемерие. Прво е лицемерие во убедување и во верување, што значи неговиот собственик ќе биде вечно во џехеннем. Ваков вид на лицемерство пред нас кажи дека е верник и муслиман, а во него криет куфр и неверство. Овие е прв вид. И овие курански ајати што се спомнати во почетокот од ове сура, суратул Бекара, е токму за овој вид на мунафици. И имаме втор вид на мунафици лицемерие, а тоа е во практика или во дела, што исто така спаѓа меѓу најголемите гревови, а за кои детално иншаллах ќе дојде во свое место. Ове, како што рекол Ибн Џурейџ рахимехуллах, лицемерот, неговиот збор е спротивно од неговото дело. Едно зборви, друго прави. И неговата тајност е спротивно од неговата јавност. Оне што го криет, не го истават или истават различно од оне што го криет. Но, браќа, како започна лицемериево? Како започна нифакот? Прво, својствата на лицемерието, на лицемерите
се објавени во мединските суриња. Овде имаме едно прашање. Прво, суратул Бекара. Дали е меканско или мединско суре? Меканско или мединско? Ова е прашање. Меканско или мединско? Мединско. Второ прашање. Куранов се дели на два дела, или сурињава. Имаме мекански суриња и медински суриња. Што значи мекански суриња или кои суриња се наречени мекански суриња, а кои суриња се наречени медински суриња? Мекански суриња, браќа, се оние суриња кои се објавени пред хиџра. Пред да напред хиџра Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Свите тие суриња или ајати се наречени мекански суриња, па макар да е објавено надвор од Мекка. А оне што е објавено после хиџра во Мухамед алейхи салам, тие се викаат медински суриња. Ове токму ове суратул Бекара е мединско суре. Зошто? Затоа што е објавено после хиџрата на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Сега да се вратиме на темава. Лицемериево не беше познато во Мекка. Значи се деси после хиџрата на Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Кога Мухамед алейхи салам направи хиџра во Медина, таму и затекна ансариите од племето Ел-Аус и Хазрач, кои во верувањето биле многобожци, како што биле во џахилијето. Во Медина исто така имало и евреи. Во Медина исто така имало и евреи, и тие биле три племиња. Прво племе било Бейну Кајнука, кои биле сојузници на Хазрач. И Бену Надр, и Бену Курейда, кои биле сојузници на племето Ел-Аус. Значи, овие биле две племиња арапски, а овие евреиве биле сојузници на овие две племиња. И овие две племиња многу години ратовали измеѓу себе. Имале корвни битки измеѓу себе и имале големо непријателство. А како и да немаат, кога евреиве се измеѓу нив. Немој да немат борба измеѓу себе. Во овој период, браќа, кога Мухамед салаллаху алейхи ва селем се пресели во Медина, многу од ансарииве го прима исламот. Многу. А додека од евреиве приме многу мало ислам, меѓу кои били Абдул ибн Салам радијаллаху ан. И ште во овој период немаше лицемерие. Значи, во Мекка комплет немаше лицемерие, мунафици, и на почетокот од хиџрата во Медина немаше мунафици. Зошто? Зошто муслиманите тога нема иште снага, нема сила, па немаше луѓе од кого да се плашат. Но, кога се деси битката на Бедр, случката на Бедр, таа голема победа, Аллах субханаху ва таала го возвиши својот збор и го издигна исламот и неговите следбеници. Тогаш Абдуллах ибн Убей ибн Селул, кој бил еден од големите луѓе помеѓу Хазрач, предводник на двете племиња во џахилијетот, и веќе се подготвувал да биде нивен лидер. Но остана, браќа, со завист и омраза во своето срце кога исламот дојде и кога луѓето му се приклучија на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и се оддалечи од него. Замислите години да биде нивни лидер или главен, во секоја работа да се враќаат кај него и на крај свите да му свртат горб, да се приклучат кај кого? Кај Мухамед салаллаху алейхи ва селем, и ове го натерало да го морзит исламот и да ја морзит на муслиманите. Но по ова битка на Бедр, самиот рече, оваа работа веќе се зацврсти. После битката, веќе имаат војска, имаат снага, и вели дека исламот веќе се зацврсти, па затоа овие го примал исламот и влегол во ислам, но само надворешно. Со него влего и други кои беа со иста мисла и цел и став, како и некои од следбениците на книгите од евреите. Од тие моменти, браќа, се појави лицемерието во Медина и во околината меѓу бедуините.
Što se odnesova do muhađirita, ovdje koji se preselili od Mekka, među njih nemalo niti jedan munafik. Veli Šejhul Islam ibn Tejmija rahimahullah. Ne znam veli pomeđu islamski učenjaci, deka postoji razjedinjenje po ove prašanje, deka među muhađirite nemalo niti jedan munafik. Zašto muhađirite ja izvršija svoja ta hijđra od sopstven izbor. Ne bile prisiljeni, tuku su svoj sopstven izbor izlegle da praje hijđra, koga mnogobožcite gi izmačuva poradi verata do deka beja vo Mekka. V ovije teški momenti tije prifaća iman samo po sopstvena volja i teja so sabor i strpljivost. Pa zato veli, nikoj on ni mi nemaše potreba da istava od vera da krije neverstvo koga živit pomeđu nevernici. Nema potreba. Pa zato v ove vreme koji istaj iman i vervenje, to беше prav vernik. I zato veli nemaše munafici vo teja vreme. No, koga islamot se pojavi pomeđu pleminjata na ensariite, togaš nekoj vo srcето koji ne veruva, počuствува potreba da go покаже иманот пред други за многу причини. Најголема причина е да и зачува нивните животи и нивниот имот. Зошто верниците тогаш вели имае сила, углед и заштита и имаа во своите раце меч со кои ги погубува на неверниците. И овде се појавиат страв. И затоа од овие моменти се појави нифакот и лицемерието. Возвишениот Аллах Азза ва Джел во продолжение во 9-тиот курански ајет вели друго својство на мунафиците: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Тие мунафиците мислат дека ги измамува на Аллах и на оние кои веруваат, иако не чувствувајќи го тоа никого освен себе си не измамува. Мунафици везден мислят дека го момент на Аллах Азза ва Джел и на вернициве. Но во основа тие самите себе си се момент. Велит Аллах Азза ва Джел: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. На денот, на судниот ден, кога Аллах ќе ги оживее сите заедно, сите мунафици, за полагање на сметка, тогаш мунафиците нему ќе му се колнат дека биле верници, како што ви се колнат вас на ова дуња дека се верници. Замислите на судниот ден, кога нема други излез, иако знае дека се лажговци, ќе се колне на Аллах Джелешануху на судниот ден дека се верници, како што се колне на ова дуња дека се верници. И тие мислат дека има некаква корист од таа нивна заклетва, несомнено токму тие се лажливците. Зато Аллах Азза ва Джелле им возврати на нивната погрешна мисла со овие зборови, иако не чувствувајќи го тоа, никого освен себе си не се измамува. Ибн Џурейџ рахимахуллаху таала вели: тие мунафисите изговараат ла илаха иллаллах со цел преку тоа да си ги заштитат своите животи и имоти. Ова е нивна цел зашто веле ла илаха иллаллах. И зашто надворешно ни ставаат дека се верници или муслимани, но во своите срца носа нешто сосема друго, тоест неверство. Катада рахимахуллаху таала вели: описот на лицемерот според многу мина е слаб карактер, мекушав во морал, во ахлак, со јазикот потврдува, но со срцето негира, со делото се спротивставува, наутро започнува на една состојба, а навечер завршува на друга, или навечер започнува на една состојба, а на сабајле станува на друга. Тој вели е како брод кој плови или кој се ниша, секој пат кога ќе дувне ветер се ниша со него. Значи, кеча го дуни ветер таму. Ова е едно од најпрочуените и најпроширените својства на мунафиците. И во 3-тиот курански ајет за вечерва, во ове сура, велит Аллах Азза ва Джелле: фи кулубихим марадун фазадахум Аллаху марада.
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Velit Allah Azza wa Jal, vo nivните srca se naođa bolest i Allah im je zgolemova bolesta, pa njih gi čeka bolno stradanje poradi toa što laže. Od Ibn Mes'ud radijallahu anhu se prenosi deka Allahovi pratjenik sallallahu alaihi wa sallam rekao za ovaj kuranski ajet fi qulubihim maradun, vo nivните srca ima bolest, rekle to je somnež. Vezden munafici vi imet somnež. I ove najgolema nivna bolest. Somnež vo verava, somnež vo knjigava, somnež vo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a najpojče somnež vo proživovanjeto ili vo sunniot den. Fazadahumullahu marada. Pa Allah azza wa jalla im je zgolemuva nivnata bolest, to jest mu go zgolemuva nivniot somnež. Velit Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam deka to je bolest vo verata, a ne telesna bolest. To se licemerite, a bolesta velit e somnežot koji vlegol vo njih vo odnos na islamot, vo odnos na Allahovata vera. Pa go proučil kuranski od ajet وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. A koga ke vi bide objaveno nekoje sura od Kur'an, koga će bide objaven nekoj ajet ili nekoje sure, ima i takvi licemeri munafici koji vele komu od vas ova sura im go zgolemi verovanjeto. Na kogo od vas ove sure mu go zgolemi verovanjeto. Pa ovdje imamo breća dve grupaciji, dve grupi. Velit Allah azza wa jal فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Prvата група се верниците. Pa što se odnesova do vernicite, njih objavovanjeto na surinjava ili ajetive im go zgolemi verovanjeto i tije se raduvaat. A dodeka vtorата група وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. A što se odnesova do tije čiji što srca se bolni, a to se munaficite, to se licemerite. Objavovanjeto na sureto ili na surinjati ili ajeti samo im go zgolemova somnežot na toj somnež koji veće go imat. Samo im go zgolemova nivnoto neverstvo i nivnoto licemerije. I tije zaradi ove nivno ubeduvanje, veruvanje, plodot nivni ešt Allah Đelešanu veli tije umirat kako nevernici. Olijadu billah. Umirat kako nevernici. Što znači Allah azza wa jalla im go zgolemuva zloto vrz nivnoto zlo i zabludata vrz nivnata zabluda. Allahovi pratjenik sallallahu alaihi wa sallam braća znojel za nekoj pojedinci od munaficite. Spored hadithot na Hudhejfet ibn al-Yaman koji mu bije otkreni iminjata na tije licemeri, a se rabotat za onije 14 licemeri vo bitkata na Tebuk, koji se ubidele da mu da pred zaseda na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vo noćta, vo jedan pot, planinski pot. Se dogovorile zajedno da je isplašet negovata kamila za da panni tonne. Poznato je deka kamiливе са високи. Ако panni tonneзе, во најмало рока мој да се оштети, тај во многу случаи е познато ка арапиве дека умираат од таква работа и самава камила од страв и мават со своите нодзи на собственикот и таке се многу умирани. Па тие имале цел да ја уплашат камилава, па Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем да паннит од неа. Но Аллах азза ва джелле го извести за овија нивни план, па Мухаммед алейхи салам ове му го откри на кого? На Худзейфет ибн al-Yaman. Зате бил наречен овие асхаби чувар на тајната на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем. Но кога знаел Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем кои се по име овие луѓе, овие мунафици, зошто не биле погубени? Има многу причини. Најглавните причини, како што вели Мухаммед алейхи салам во хадис на Омер радијаллаху ан, за да не речет луѓево дека Мухаммед алейхи салам ги убива своите асхаби, зашто тие надворешно, иако Мухаммед алейхи салам знаел дека се мунафици, ама надворешно тие биле верници и сведочеле шахадет, сведочеле дека нема друг Бог освен Аллах азза ва џел и дека Мухаммед алейхи салам е негов пратеник.
I ova je najgolemata mudrost, zašto ne bile pogubeni. A za ostanatite koji ne be od ovije pojedinci, Allah Azza wa Jalla veli: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. A među beduiните okolo vas ima licemeri munafici, a ги има и među žitelите во Medina, koji во лицемерието се истрajni i uporni. Ti ne ги poznavaš. Znači mu se obrati na koga? Na Muhammed alejhi selam. Ti ovije ne ih poznavaš, no nije gi poznavame. A во drugom mjestu Allah Azza wa Jalla veli: لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ. Ako ne prestanat licemerite i tije čiji što srca se bolni со сомнеш и неверство, и тие кои што ме Медина шират лажни вести, исто најголемо својство на мунафициве е што шират лажни вести. Ние, велит Allah Azza wa Jalla, власта на нив ке ти ја препуштиме. Потоа тие нема да останат во неа како соседи твои, освен кратко време. Проклети нека бидат. Ове проклетство од кого? Од Allah Azza wa Jalla. Проклети нека бидат овие мунафици. И велит, каде и да се најдат, нека бидат фатени и строго убиени. Најголемиот зулум и најголемата штета која може да му е направет на муслиманиве се токму овие мунафици. Allah Azza wa Jalla за невернициве ни спомна само во два ајети. Зошто? Јасни се тие. Тие ни се јасни непријатели. Но проблемот е кого? Проблемот е ке овие мунафици кои кријеат неверство, а се прават како верници или муслимани. Во овие ајети, браќа, Allah Azza wa Jalla ни кажа овие неколку својства со најголема цел за да знаеме кои се нивните својства, зашто нас не ни идат објава да ни кажи кој е мунафик. Зате имаме својства по кои лесно може да се препознаат. Овде иде темно прашање, пошто знаеме дека Исламов ни е дојден преку овие асхаби. Па некој има то питано, како овие мунафици не им е воведено некој хадис лажен, па да ни е пренесено нешто лажно од ними. Како прво, бреча, бројот на овие мунафици бил многу мал. И асхабите, иако не знаеле точно по име, знаеле од прилика кои се. Како? Поради овие својства. И накратко втора работа, везен, бреча, својство на мунафици е, немаат време тие за верава. Немаат време да седне до џамии, да учат Аллаховата вера, да учат хадифиве и да и пренесвет на некого други. Не ове својство на мунафик. Па зата, вели, тоа се две најголеми причини зошто се заштитени ланциве на хадифи од овие мунафици кои биле во времето на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Домоля на возвишениот Allah Azza wa Jal да ни сочуват од вакви својства на мунафици и иншалла во другото дружење ќе продолжиме со останатите својства со кои Allah Azza wa Jal не извести за овие мунафици. Баракаллаху ли ва лакум фи хадихи ад-дурус. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.